почитуван министар за одбрана на Република Бугарија, драг колега Заков. Благодарам пресно за срдечниот пречек и одличната средба која имавме тука. Почитувани граѓани, ценети представници на медиумите, денес имав особено значена и успешна средба со мојот драг колега. Нашите две држави, двете се земји членки на НАТО алијансата, делат иста реалност и иста сегашност, но и исти предизвици за еднината. После 24 февруари оваа година европското тло не е исто. Ништо повеќе не е исто, би рекла. Неиспровоцираната агресија врз суверената и независна Украина докажа дека нема траен мир. Дека мирот и стабилноста се нешто за кое треба да се заложиме сите заедно. Новата геополитичка архитектура на европскиот континент повикува на сплотеност и соработка, а националната безбедност на нашите држави е посилна кога е дел од колективната безбедност. Токму затоа и понесените апликации на Кралство Шведска и Република Финска недвосмислено ги поддржуваме, зашто веќе во Република Северна Македонија донесовме и политичка одлука. Поддржувањето на политиката на отворени врати, што подразбира изразена волја на земјата за пристапување, но и исполнување на критериумите за членство, ќе ја зајакнат евроатлантската безбедност, а алијансата ќе биде уште посилна. Секоја земја членка работи на зајакнување на националните капацитети за спроведување на политиките на одбрана и одвраќање, но заедно работиме на затврстување на столбот на кој се темели колективната безбедност. И токму во таа насока беа и нашите денешни разговори, а заклучивме дека имаме поле за уште повеќе да се интензивира нашата досегашна соработка во областите во кои и ги наведе мојот колега, со тоа што дополнително договоривме да ги размениме заедно видувањата и концептите за развојот на резервните сили од двете армии. Она што јас ќе го потенцирам, а тоа е дека веќе сме во финална фаза на усогласување на спогодбата за образование на воени лекари во Военото поморско училиште во Варна и на Воено-медицинската академија во Софија. А се разбира, планот за билатерална соработка кој е веќе потпишан помеѓу двете министерства е дополнителен позитивен потстрек за тоа како ќе се развива нашата соработка. Охрабрени сме и од одличното искуство кое го имаме со испраќање на офицери на нашата армија на високите воени школувања на Бугарската воена академија и се договоривме дека и тоа во иднина ќе продолжи. Бугарските војници беа дел и од големите вежби во Северна Македонија во текот на 2019 и 2021 година, што се покажа како одличен начин за размена на искуство, но и за зголемување на интероперабилноста помеѓу двете армии. И во тој контекст упатив и покана за подготовка на заедничка вежба помеѓу двете армии, која ќе се открива на регионалниот тренинг центар Кривола во Република Северна Македонија. Тренинг центар кој се уште се развива, но ги развива своите капацитети за да ги задоволи потребите на армијата на Република Северна Македонија, да се разбере да пружи можност и за сојузничките сили. На овој начин, всушност покажуваме дека градиме силно сојужништво, ја затврстуваме регионалната безбедност и во суштина така ја создаваме нашата еднина. Токму тоа и треба и на Европа денес, која со руската агресија врз Украина влезе во нова безбедносна реалност, која наложува потребата од целосна интеграција и заедништво. Членството на Република Северна Македонија во НАТО беше одлука која денес во изменетата безбедносна архитектура се докажа како визионерска и историска и беше поддржана од сите земји членки на НАТО алијансата, се разбира и Република Бугарија. Денес Северна Македонија придонесува за стабилноста и безбедноста, а Република Бугарија на западната граница има сосед кој е сојузник, сосед со кој заедно ја градат колективната безбедност. Кога сте НАТО, не сте сами, кога сме во сојуз, работиме едни со други, заедно се развиваме и стануваме посол. Ви благодарам. Изключително съм радостен днес да приветствам като министър на отбраната моят гост
Исклучително сум среќен што можам да ја поздравам мојата гостинка, министерката за одбрана Славјанка Петровска. Ова е првата наша официјална билатерална средба. Оваа средба е од исклучително значење, бидејќи како земји членки на НАТО, Бугарија и Република Северна Македонија имаат исклучително важна улога во регионот за одржување на стабилноста и безбедноста. Ние имаме една многу јасна задача пред нас и пред нашите идни генерации. Никогаш повеќе Балканот и Западниот Балкан да не бидат спомнувани како буре барут на Европа. Ме радува дека во последните години немало повод да се зборува за Балканот така, но навистина е одговорност и на Бугарија и на Република Северна Македонија да направиме се така да продолжи во иднина. Балканот да не биде никогаш извор за воен конфликт во Европа. Не случајно, за време на разговорите дискутиравме и за состојбата во Украина. Се согласуваме дека има многу сериозни ризици пред земите од Западниот Балкан, за регионот во кој се нашите две држави. Како што реков, како земји членки на НАТО, ние сме должни да направиме се што е неопходно војната во Украина да не се шири надвор од границите на Украина. И двете наши земји се жртва на хибридни напади и мислам дека и тука имаме сериозна одговорност како министри за одбрана да соработуваме за да се справиме со овие сериозни ризици и закани. Познато е дека Бугарија е доследна во својата поддршка за евроатлантската интеграција на Република Северна Македонија. Ние бевме една од првите држави кои го ратификуваа протоколот за членство на Северна Македонија во НАТО. За нас, членството на Република Северна Македонија во Алијансата е гаранција за територијалниот суверенитет и за безбедноста на земјата. Ние бевме водени од тоа при ратификацијата на протоколот. Дозволете да потенцирам дека припадниците на армиите на двете земји учествуваат активно во заедничките вежби. Тоа е начин за зголемување на довербата и за постигнување на висока оперативна компатибилност. Би кажал и за военото образование, како една од најважните теми по билатералната соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. Постои голем потенцијал за развој во оваа област, вклучувајќи и областа на воената медицина. Во Бугарија, мислам дека следната година ќе дипломира и првата генерација воени медицински лица. Ние имаме сериозен капацитет во образованието на воените доктори. Продискутиравме ред други прашања, вклучувајќи го и начинот на кој можеме да работиме за бугарските воени гробишта. Се заблагодарувам на министерката Славјанка, која беше отворена за дискусија. Сакам уште еднаш да ја изразам нашата подготвеност, да ги засилиме билатералните односи и соработката во областа на одбраната, бидејќи и Република Бугарија и Република Северна Македонија ги делат заедничките вредности. Споделуваме заедничка судбина и историја, но споделуваме и заедничка иднина. Јас верувам дека иднината ќе биде водечка и просперитетна и сигурна за Република Бугарија и за Република Северна Македонија. Тъй като и Република България или Република Северна Македония споделяме общи ценности, споделяме обща съдба, споделяме обща история, споделяме общо бъдеще. И аз вярвам, че това бъдеще ще бъде бъдеще на просперитет и сигурно за Република България и Република Северна Македония.